Она што сакам денес да го споделам со вас се наоѓа во Апостолски дела, 20 глава. Апостолски дела, 20 глава, од 7 до 12 стих ќе прочитаме. Вика, а кога во првиот ден на седмицата се состанавме да раскршуваме леп, Павле разговараше со нив, зашто сакаше да замине утреден, го продолжи словото до полноќ. А во горната соба, каде се бевме собрали, имаше многу светилки, а едно момче по име Евтих, кој седеше на прозорецот, го фати длабок сон, и тоа, додека Павле зборуваше подолго, совладан од сонот, падна од третиот кат долу и го дигна мртво. Но Павле слезе, му се фрли, го прегрна и рече: не возбудувајте се, зашто неговата душа е во него. Потоа отиде горе, раскрши леп и јаде, им зборуваше долго, се до зората, и тогаш отпатува. А момчето го доведоа живо и се утешија многу. Се наоѓа во Косово, пошто имаме на куќа и таму, како рето, се наоѓа во Косово, тогаш почна таа куќа таму, тогаш почна да рето биде присутно и на Косово, и беше, ајде да кажам, во една вака најблага смисла на зборот, тешко. Јас имав некој, 3-4 години како се бев обратил, куќата отворивме, и ајде сега таму, ајде, важи, треба да одиш, важи, ќе одам на Косово, и сега се викаш мисионер, сега се викаш, леле, одиш во земја друга, кај шо друг јазик, друга култура, друго све. И викам, сега супер, еве, мисионерство, човече, Бог ми дава шанса да пробам, да го искусам и тоа. И одам таму во куќата, и тоа е, човече, на куќа во едно село, каде што не живее никој друг, само ние сме таму. Значи, нема никој друг. Обично рето, како концепт, има работа доста и по град, во смисла, ти си во центарот, ама одиш и надвор со кола, со комбе, работиш меѓу луѓе си, имаме продавници. Значи, ти си во некоја, како да кажам, во некој социјален однос со луѓето околу тебе. Одиш таму во Косово, ни продавница, ни комбе. Ти имавме едно куќе, уште еден мој брат по вера, и ние тројцата седиме така, куќето тука, ние седиме. Шо да правиме сега? Шо е ова сега од мисионерство? Во некоја смисла на зборот стварно е така. Ти одиш на некој друго место и стварно е добро, ама во една друга смисла на зборот, јас верувам дека Бог те припрема. И Бог сака да поминеш низ некакви си ситуации, низ некакви времиња, за ти да бидеш спремен за после да го живееш она што треба да го живееш. И јас верувам дека стварно тогаш Бог ми даде многу време, слободно време, зашто обично има доста обврски околу куќите кога си во рето, ама сега имав толку многу време за читање, за да проучувам, за да се молам, за да се посветам, нели, на Божјиот збор, во Божјото присуство. Значи толку многу време што чак не знаеш, чак и преку глава ти е на моменти, викаш, цело време читам, цела Библија ја прочитам. И стварно е така, него после то Бог даде да отвориме и продавници, да се земат и комбиња, да се раздвижиме по Приштина, и тога сватив зошто беше тоа време на самоти, ајде да речем. Тога сватив дека, значи, Бог ми даде да јас читам, Бог ми даде да јас проучувам, Бог ми даде јас да, со тој мој брат со кој што живеевме таму, се изградуваме еден со друг, се со цел за после, кога ги излеговме меѓу народот, кога бевме меѓу народот, да можеме да се поставиме онака како што треба. И стварно добро е кога човек чита, и добро е кога човек проучува, и добро е човек кога се моли, нели, тоа е она основа
темелите на христијанството, ми кажуваа некогаш, некои луѓе ми кажуваа исто како да вдишуваш и да издишуваш, нели? Молитва и читање, али во последно време, и тогаш, во тој период за кој што ви зборував, а и сега во последно време, а и зошто ви го споделувам ова сега, е заради тоа што има една работа после читањето и молитвата. И затоа во последно време се зборува доста меѓу нас таму во центарот, а тоа е ставањето во пракса на работите кои што ги читаме и за кои што се молим. Праксата мене ми бега. Праксата ми е проблем. Јас сум човек кој што добро завршил во центар за рехабилитација и се тоа, ама стварно мене ми оди да некако сакам јас да читам, сакам да проучувам. Ми е лесно да имам книга во рака и тоа да го читам, да го листам, да го анализирам, да споредувам, да правам, ми е лесно. Ми е добро. Плюс, од кога се обратив, многу ми е добро и да сум во молитва, да сум во Божјото присуство и тоа мене ми прија, ама после, кога ќе завршам со тоа, кога ќе заврши тој момент, праксата ми е проблем. Праксата ми е нешто кое што ми бега и сакам да ја имам повеќе или сакам да Бог ми даде, каму ли да стигнам до тоа колку што читам, толку и да практикувам. Колку и што молам, толку и во пракса да ставам. Колку од работите за кои што ќе се помолиш денес, ќе влезеш во таа скришна соба, ќе влезеш таму, ќе се помолиш на твојот татко кој е во тајност и после кога ќе излезеш од таа тајна соба, ги забораваш. Јас ги заборавам. Заборавам дека сум се помолил. И дошла ситуацијата да постапам, и дошла ситуацијата да ставам во пракса и не сум постапил, не сум ставил во пракса. Текстот за кој што сакам да ви зборуваме, ајде да речам, еден мој подсетник во последно време кој што, да речам, ме подсети на ова и на тоа што се зборува меѓу нас таму, во нашиот центар, али измеѓу нас и како црква. И оди овој текст и мене ми е интересен заради тоа што, мислам, добро, се е така во врска со Божјо слово, ама овде некако одма ми почнува динамично, одма има една динамика. И една динамика која што е за мене вдаховена динамика. Што значи тоа? Па вика, а кога во првиот ден на седмицата се состанавме да раскршуваме леп. Првиот ден не е понеделник, него е недел. Според, нели, тој календар тогаш. Значи, еве сме, еве го местото, така? Еве ја сега таја соба каде што ние се собравме, славевме Бога, се помоливме, еве сега ќе споделиме нешто, ќе прочитаме. Еве го моментот. Овие луѓе се собирале, вика, да раскршат леп. И нормално то се однесува на светата вечера која што ја правеле меѓу себе, ама ако се сеќавате малце поназад, неколку глави поназад во истата ова книга на апостолски дела, вика дека првите христијани, првата заедница, биле заедно во се, споделувале се раскршување на левот, се што имале од имот, продавале го, споделувале меѓу себе. Јас верувам дека ова раскршување овде, вика, се состануваме да раскршуваме лев. Тие уствари, брате, споделувале се што имале. Тие споделувале се што имаат. Денес ако имаш 5 денари во джипот, 5 денари. Денес ако имаш се што имаш, овде го споделуваш, еве сме тука заедно, собрани, ќе речиш само како куќа, само како некаква зграда, ама не, ова е нешто многу, многу повеќе. Каде што почнува, каде што е стартап поинт, оно стартна точка, да нешто слушниш, да нешто слушнам, да нешто примам од Бога, да нешто влези во моето срце, кога ќе излезам од оваа врата, да го ставам во пракса. Вика, се состанавме да раскршуваме леп. И после вика, дека Павле сакаше, вика, да разговара со нив, зашто сакаше да замине утреден. Сакаше да отиде на друго место. И јас гледам онма првиот проблем кој што се јавува, за кој што ви почнав, нели, малце како во. Одиме на место.
каде што ајде сега е моментот да споделиме. Сега е моментот да се дружиме. Сега е моментот да си споделиме ние нешто како верни ценни со други, така? Да позборуваме како си, добар си, како помина неделата, што се деси со тебе, па со мене то се деси. Да се исповедаме некогаш. Да кажеме што ни тежи на душа, да не кажеме што проблеми или што радост имаме, не мора само проблеми. Ние сме македонци и тоа малце ни е мана во културата, само за проблемите сакаме да збораме, ама и за добрите ствари. Ние сакаме да споделиме и како да тежнеам кроз целата недела да споделам нешто со мојот брат. Јас сум на комбе, тој е ваму, или ти си на една работа, братот кој што сега седи до тебе во клупа сега е на друга работа, сте некаде се разминувате, јаве го сега моментот да споделиме, ама чекај, имам еден план, после треба да одам ваму и треба да правам то, и треба да правам она. И помина и овој сат, 2, 3. И пак ништо не зборнавме. И пак ништо не споделивме. И пак ништо не разменивме јас и ти како верници денес. И пак некако на брзина кроз некоја рутина да поминиме фуп и да ни отиде времето. Зашто гледаме тука апостолот сакал да замини он утре ден. Чекај малце. Чекај малце, многу некако набрзо. Сега, за апостолот било оправдано, заради тоа што тогаш ова му е неговото трето мисионерско патување, последното мисионерско патување на Павле. Поснова се враќа во Ерусалим, го фаќаат, затворенике и готово. Нема мисионерски патувања за него поиќе. Евангелието е во почеток. Евангелието се шири, мора да се оди, мора да се зборува. Нели? Почнува целата работа. Ученици на секаде. Се раѓаат цркви, се оформуваат места. Нели? И за него било оправдано, нели, тој да сака да побрза некаде, да оди некаде. Ама за нас, јас верувам дека многу пати треба да крениме рачно. Треба да крениме рачно. Како Бог да сака од нас многу поедноставни, понекогаш, али по-конкретни дејства, кои што ќе имаат влијание на сите, кои што ќе имаат влијание на нашите соседи, кои што ќе имаат влијание на нашите роднини, кои што ќе имаат влијание на нашата најтесна фамилија. А ние сакаме големи ствари и сакаме на брзина секаде да стигнеме и за големи ствари да зборуваме и за големи нешта. А уствари како некојаш Бог да мене барем. Ми вика, чекај, смири се малце. Крени рачно. Стапни на кочница и види само околу тебе сега во моментот колку потреба. Колку потреба. Во тебе и во оние околу тебе. И вика, го продолжи словото до полнок. Замисли сега да седиме тука до полнок. Замисли сега да зборуваме тука до полнок. Како јас гледам една ревност, која што вика, види, ама немам време, ама ќе седам до полнок и ќе ви кажам. Ќе ви кажам за благодатта, ќе ви кажам за милоста, ќе ви кажам за воскресението, ќе ви кажам за се што има спремно Господ Исус за нас. Нели тогаш немало Библија, ја нема пишуваната форма, мора тој да каже. Нели ревноста е премногу голема. Ќе седам ако треба до полнок, само да ви кажам. Арно, според текстот што ќе го прочитаме до крај, мислам го прочитавме, тоа не било главната причина зошто биле таму до полнок. Ќе ви кажам за милоста, ќе ви кажам сите теологии, све ќе ви кажам, али причината е нешто друго. Не е нашата проповед, не е нашето зборување, не е ни нашето сведочење главниот протагонист на Евангелието. Не сум јас главната улога на Евангелието. Главната улога на Евангелието, главниот протагонист е нашиот Господ и Спасител Исус Христос, кој што таа ноќ сакал да спаси уштеен живот. Сакал да спаси едно дете што паднало од трет спрат. Не е толку дека Павле ќе објаснува. Да, требало да се објасни,
Да, требало да се кажи, да, требало да се објаснат некои работи зашто луѓето ги немале напишано. Ама главната причина според овие стихови што прочитавме се вика Ефтих. Се вика едно дете од Троада кое што паднало, прво заспало, па после паднало. И добро, вика во 9 стих го опишува, нели, ја опишува ситуацијата. Вика, едно момче по име Ефтих кое седеше на прозорецот, го фати длабок сон и тоа додека Павле зборуваше подолго совладан од сонот, падна од третиот кат долу и го дигна мртво. Претходно вика, во таа соба имало многу светилки. Прочитав негде кога барав, кога се спремав, дека тие светилки некојаш биле петролејни, са кој е постар овде знаат за тие петролејни светилки што додаваш, потпушташ као бензин и таа има испарување и тоа кога испарува, ако дишиш, знаеш, може да ти се десат некој работа. Јас не знам дали биле светилките, Библија не ни кажува дали биле светилките, главната причина, али она што е трагично, она што е лошо, е дека овој човек заспал и после ми падна. Она што е, ајде да кажам, да, лошо, најлошото, е што заспал и паднал додека се проповедало Божјо Слово. Да, било полнок, доста касно, али заспал. Колку сме будни ние, колку е будна нашата душа, колку е будна нашата свест, кога Божјото Слово се проповеда. Колку сме будни, колку сме тука, колку сме присутни. Замисли, стварно мислам, колку е жално то да спиеш на Божјата порака за твојот живот денес, сега и овде. Имав еднаш, сега, то се моите примери, еднаш чував еден дечко таму во Рето, кој што имаше способност, единствениот човек што го видам така, кој што имаше способност, дури му зборуваш во очи, дури го гледаш, тој со отворени очи те гледа и да заспи. И то ти изгледаше нешто као вака, отворени очите и ти го слушаш. Тој хрка, човек. Антонио, сега. Му викам, Антонио, ме слушаш ли? И вака се сместува, знаеш, ми вика, да, те слушам. Замисли. И сега ти замисли, јас викам, замисли, ама колку пати сум заспал со отворени очи. Колку пати сум заспал со отворени очи, додека Божјиот збор и таа порака, и тој ден, тој момент кога Бог зборувал, било за мене. Било токму за мене. За мојот живот. Колку пати јас сум се ставил во ситуација да Бог конкретно ми зборува мене за мојот живот, зашто јас денови и месеци уназад барам и молам да Бог ми зборува и сега Бог точно кога ми зборува, јас сум со отворени очи и се слуша моето хркање. Заспан на Божјото Слово. Доста жално. И ајде сега, жално е тој што заспал, ама жално и заради тој што паднал и умрел. На крајот, ова дете вика, го дигна мртво. Не паднал, си скршил рака, си скршил нога. Па сега да видиме која болница, па сега да видиме каде ќе го носиме операции, какви шо, не, мртов. На лице место мртов. Али има уште една работа која што мене ми привлекува внимание во овој 9 стих, а тоа е Павле зборал изгледа многу, Изборува и кажува и објаснува и толку ти ќе навлезиш во објаснување и толку ти ќе навлезиш во некои, нели, интерпретации твои, што не можеш да ги видиш луѓето кои што заспиваат и кои што отпаѓаат од црквата. Сме се зафатиле некогаш, сум се зафатил јас некогаш,
толку многу да бидам конкретен, теолошки точен, а околу мене луѓе паѓа. Околу мене луѓе заспива. Околу мене луѓе се мртви. Тоа јас мислам пожално. Зашто некако гледам, вика тоа сакал овој да зборува, па до полнок, па сакал на крајта ќе прочитаме, вика и до зората се одложило тоа што зборува. Чак и појќе од полнок. Чи многу зборување. Ама некако, знаеш, ние немаме таа способност да изреагираме. Него чекај да ти дообјаснам, чекај да ти докажам, чекај да ти кажам за мојот случај. Сведочанството исто некогаш е таков момент. Јас сум се нашол во момент каде што као еве сведочанство за што Бог направил во мојот живот, еве сведочанство за Божјото чудо во мојот живот, и сега ти кажуваш за тоа сведочанство и кажуваш и на крај ти испаѓа сведочанство за тебе. Не испаѓа сведочанство за како Господ те спасил, не испаѓа сведочанство за Господ, испаѓа сведочанство за тебе. Ти си зборува за тебе. Колку сум бил пропаднат, па сега колку сум добар. Ама тоа не е за мене. И така зборувајки, сакајки да се докажиме, не гледаме околу нас. Луѓето кои што заспиваат, паѓаат и на крај за жал и умираат. Ама што направил будниот апостол, ако ние не гледаме? Што направил Павле? Што направил еден христијанин? Пошто и Павле е човек, така? Значи, што направил овој буден човек, овој буден верник? Што направил? Вика, овој само што падна, овој вика излезе. Оде долу, се спушти долу. Вика слезе. Го фати длабок сон и тоа додека Павле зборуваше подолго совладан од сонот, падна од третиот кат долу и го дигна мртво, но Павле слезе. И не само што слезе, му се фрли, го прегрна. И рече, не се возбудувајте, душата е во него. Павле слегол, човече. Павле рекол, види, доста е од проповед. Доста е од зборување, доста е од објаснување. Дајте акција, дајте пракса. Дајте малце, ова сега, досега што го објаснувам, изборувавме, дај сега во пракса да го ставиме и важи и као Господ да дава ситуација и одма. И што направи? Излегол надвор од местото каде што зборували, каде што објаснували сите ствари. Значи излегол надвор. Излегол надвор од црквата. Излегол надвор од оваа соба. Излегол надвор од овие клупи. И се допрел, прегрнал, фатил нешто што е паднато и мртво. Да не ве подсеќа на некој тоа. На нашиот совршен пример во себе. На нашиот Господ. Кој што слезе. Слезе од својот престол, каде што од секогаш бил. Каде што од секогаш царува. Зеде форма, обличие на слуга. И како таков, кога се најде како човек, дојде измеѓу нас, паднатите. Измеѓу нас, мртвите во своите гревови и престапи. Перфектен пример. Перфектна христоликост. Павле слегол тука, ошол се допрел за нешто што е мртво. Ако читаме во Евангелијата колку пати Исус се допира за нешто што е хромо, за нешто што е лепрозно, за нешто што е отфрлено, за нешто што е болно. Важи и сега мене ми се поставува прашањето на самиот себе пред се. Дали сме спремни да излеземе некогаш од комотноста на нашата црква? Од комотноста на нашата служба? Од комотноста на нашето дејствување? Да излеземе од границите, да излеземе од шаблонот и да се доприме до нешто што е мртво. Да се доприме до луѓето кои што сега низ ова улица, оде надвор од оваа зграда поминуваат, а сите знаеме дека се мртви во своите гревови и престапи.
Да им одиме, да им зборуваме, не само да им зборуваме, и да им сведочиме. Па не само да им сведочиме, него и да бидиме со нив. Да бидиме уз нив, да ги прегрнеме. Да бидиме луѓе кои што ќе го стават во пракса она што го знаат, она што го примиле, она што е во нивните срца. А уште повеќе, мене ме погодува, што се работи за млад човек. Се работи за младо дете. Колку години не ни кажува Библија, има предпоставки. Сега, ме погодува заради тоа што мојата земја старее. Македонија старее. Колку млади луѓе. Колку млади луѓе. Сега гледам неколку млади луѓе, се сметам ја за млад. Ама колку млади луѓе отпаднале од црквите, отпаднале како верници. Паднале од трецврат, од втор, од први, не знам али. Колку млади луѓе денес шетаат така. Колку млади луѓе денес се запрашуваат за што е смислата на животот и зошто сум роден и како кај ќе ми оди душата кога ќе умрам и сите тие, нели, прашања. Колку млади луѓе тоа денес се запрашуваат. И ние одиме ли кај тие млади луѓе? Ставаме ли раце на нив? Се молиме ли со нив? Им проповедаме ли? Ги каниме ли на собранијата да дојдат? Да се дружиме со нив? Да видат во нас Христовата љубов, да видат во нас дека Господ е наш спасител. Колку млади луѓе. Со Мирела имаме една дискусија околу македонштината и морам да му признам кога ќе речи дека не сме борбен народ. Не сме борбен народ. Апостолот бил. Рекол, важи, јас ќе одам за овој млад човек. Јас ќе направам се, нели? Ќе излезам надвор од мојата комотност, од мојата комфорт зона, се со цел за да ставам раце и да речам, не се грижете, спасен е овој млад човек. Прашање, и овде што сум го запишал, дали има млади од кои отпаднале, или дали има млади кои не ни станале? Не ни станале. Па за да паднат. И колку сме ние со нив и покрај нив, за да им кажеме, за да ги подкрепиме, за да ставиме раце на нив, да се помолиме. Или сме луѓе кои што многу тешко се допираат до нешто нечисто. Многу тешко се допираат до нешто неверничко. Да постапиме како апостолот. Да постапиме како овој човек кој што бил буден и да постапиме како нашиот Господ. Да постапиме како нашиот Господ. Зашто нашиот Господ уствари истата ствар и као на еден начин јас го гледам компресирано Евангелието во ова не возбудувајте се зашто неговата душа е во него. На еден начин низ Евангелието, низ целата Библија гледаме еден Господ кој што вика не се возбудувајте многу. Не кремајте джема многу, не туку викајте. Вашата душа е уште во вас. Ви треба само Евангелието за да оживее. Истото. Дали не треба јас и ти? Дали не треба ние како верници? Дали уствари тоа е праксата која што Господ ја бара денес од мене? Ако е така, тогаш би требало да не чекаме, да не се губи време, така? Да не се чека, да не се дојди, што викаме ние, нож до коска, па тогаш да ни текне. Него сега, денес, ако има некој во мојот живот, во твојот живот, некој кој што гледаш, дека е заинтересиран, гледаш дека се заинтересиран не за Евангелието,
Не зборуваме дека се заинтересирал, заспане, паднал, не ни станал. Се заинтересирал што со неговата душа, се заинтересирал што со неговото срце, што со неговиот живот после овој живот. Тогаш обврска имам јас. Ако знам барем еден таков човек, имам обврска, да излезам низ ова врата, да оставам ова и да одам да ставам раце на него и да му кажем, брат, види, Господ умре и воскресна за тебе. И продолжува приказната, не завршува. Вика, послем то, Павле, вика, отиде горе, раскрши леп, јаде, им зборуваше долго, се до зората и тогаш отпатува. А момчето го доведоа живо и се утешија многу. На крајта, хепи енд. На крајта, среќен крај. Кога Евангелието има тажен крај? Во која случка има тажен крај Евангелието? Таман помислиле дека го распнале, го убиле, готово, нема проблем повеќе. Таман помислиле сега ќе ставиме и камен, сега ќе ставиме и печати, сега ќе ставиме и стража, сега се ќе направиме, значи, и се е готово, го нема повеќе овој што ни правеше проблеми. Таман така помислиле. На третиот ден воскресение и победа на смрт. Така и тука. Така и тука, така и во ова приказна. Еден млад човек, Навидум, не Навидум, Лука го пише ова, доктор, значи сигурно че вика мртов бил. Значи, ако бил мртов, и сега на крај вика, ама го доведоа живо. Евангелието е победа за секој што го има во своето срце. Така било победа и за Ефтих. Така може да биде победа и за мене и за тебе. И така може да биде победа за секој еден човек, кој што, како што ви кажав, сега се шета таму негде по улиците на Скопје, без да го познава Бог. Ние сме повеќе од победници во Христа. Ние сме оживеани од мртвите. Зошто тој живот да не го споделиме и со другите околу нас? И на крајта вика, значи, као до полнок сакаше му збора, ама сега што се си? Сега до зората збора. Сега веќе има мотив плюс да збораме и до утрото. И плюс, вика, го раскрши тогаш лебот. Се собравме да раскршуваме и некако како да застана таму. И сега вика, сега ќе раскршиме тоа што имаме. Сега ќе прославиме Бога. Зошто? Зошто еден живот кој што беше изгубен, Господ го најде. Тоа е една порака што јас овие дена барем доста размислував. И би сакал да биде ово храбрување за секој еден од нас. За секој еден од нас. Ако е потребно, да излезиме како Павле и да ставиме раце на луѓето кои што се во некоја си ситуација.